Добро вечер. Гостиварци би можеле да добијат вода за техничка употреба до крајот на неделава. Кризниот штаб информираше дека во првата фаза нема да смее да се конзумира водата, а по прочистување на системот и потврда од лабораториските испитувања што се очекува да биде завршено идната недела, водата од чешмите во Гостивар би можела да биде добра и за пиење. Од Гостивар, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека секој кој се огрешил пред законот во случајот со водата во Гостивар ќе одговара. Се надеваме дека до крај на оваа недела или почеток на наредна недела би имале соодветна техничка вода која што би можеле да користат граѓаните на општина Гостивар, а претпоставките се дека доколку се биде во ред со соодветниот третман од страна на колегите од јавното предпријатие Водовод Скопје заедно со колегите кои што соработуваат од јавното предпријатие од Гостивар, да можеме до крајот на наредната недела да имаме и вода за пиење. Но секако тоа исклучиво ќе важи само доколку во континуитет имаме барем два пати да речеме резултати кои што ќе ги исклучат било какви околности, било какви потенцијални штетни ефекти. Секој кој што се огрешил треба да одговара за памет на сите останати, два пати да размислат што ќе направат во животот понатаму, особено кога станува збор за животот и здравјето на македонските граѓани. А лидерот на СДСМ Венко Филипче и денеска побара одговорност и оставки за случајот со водата во Гостивар. Од партиското седиште Филипче откри и документи за кои тврди дека покажуваат загадена вода во болницата во Лешок. Обвини дека институциите знаеле, но не реагирале за случајот, зашто побара и иден надзор врз сите водоводи во државава. Повеќе од Јана Есцифоска. Документи кои откриваат загадена вода со колиформни бактерии во болницата за белодробни заболувања во Лешок, објави лидерот на СДСМ Венко Филипче на денешната пресконференција. Официјалните документи, како што кажа, ги доставиле свиркачи, а станува збор за извештај за тестирање на безбедноста на водата од примерок земен од болницата уште во мај, во кој според него е констатирано дека водата не е безбедна за пиење, а институциите, вели Филипче, ништо не презеле. Здравствениот систем според него е во колапс, а државата не го штити здравјето на граѓаните. Никој не реагирал. Никој не реагирал. Официјални документи. Центар за јавно здравје Тетово. Примерок од чешма, од болницата во Лешок, кај што се лечат луѓе. 51 колиформни бактерии на 100 мл вода. И пишува дека не содействува на квалитетот на вода кој што е потребен за пиење. Па добро, знаат ли овие луѓе што прават? За случајот со загадената вода во Гостивар Филипче бара оставки, а министерот за здравство и сите надлежни институции според него мора да понесат политичка и кривична одговорност. Според лидерот на СДСМ, додека обвинителството и институциите молчале, епидемијата се проширила во Гостивар, а резултат на тоа се отруени 3000 луѓе. Од СДСМ бараат вонреден надзор и анализи на сите водоснабдителни станици во државата и јавно објавување на резултатите. Обвинителот Савески ја користи тајноста на истрагата како изговор зошто информациите не се соопштувале навреме на јавноста. И ова е опасна замена на тези, затоа што квалитетот на водата не е тајна во рамки на истрагата. Туку е факт и јавно здравствено значење има овој факт. Граѓаните мора едноставно да го знаат. Сите кои што учествувале во прикривање на овие информации мора да сносат и политичка и кривична одговорност. Министерот за здравство, директорката на Институтот за јавно здравје, Центарот за јавно здравје, соодветен регионален, Агенција за храна и ветерина и обвинителството. Филипче нема кредибилитет да зборува за здравството каде остави тотален колапс, одговорија од ВМРО ДПМН. Ковид кризата, министер за здравство Венко Филипче. Трета земја во светот по процент на смртност. Ковид криза, министер за здравство Венко Филипче. Наместо вакцини тој договараше провизии од нивната набавка и наместо по $32 за вакцина, тој сакаше да ги купи со договор за $67.
ковид криза министер за здравство Венко Филипче, наместо заштита на граѓаните и животот на граѓаните, му се запали модуларната болница во Тетово и живи изгореа 14 наши сограѓани поради анекс за 20%. Од владеачката партија додаваат дека СДСМ и Филипче треба да понесат одговорност за се што се случувало во државата изминатите години. Центарот за јавно здравје Прилеп ги информираше граѓаните на Крушево дека водата од градскиот водовод е бактериолошки неисправна и не се препорачува за пиење. До надминување на состојбата, жителите треба да користат пакувана вода за пиење. Водата од градскиот водовод може да се употребува за лична хигиена, подготовка на храна, перење и миење садови само доколку претходно се преврива најмалку 10 минути. Од јавното предпријатие Комуна Крушево информираат дека се врши редовно хлорирање на водата, како и секојдневна контрола на нивото на хлор во водоводниот систем. Од таму велат дека препораките ќе останат во сила се додека не се добијат 3 последователни исправни примероци од водата. Дирекцијата за заштита и спасување по Пладнево испрати дополнителни сили за справување со големиот пожар на целото Копаница во општина Сарај. За поддршка на Скопската бригада за противпожарна заштита, во акцијата се ангажирани 2 противпожарни авиони Ер Трактор, кои интервенираат од воздух, како и 2 специјализирани теренски возила Пинсгауер, наменети за гаснење пожари на непристапен терен. Пожарникарите и тимовите на ДЗС велат оттаму координирано работат на локализирање на пожарот и спречување на неговото ширење кон околните населени места. Владата ќе ги обештети граѓаните кои претрпеа штети од невремето, најави премиерот Мицкоски, откако УХМР оцени дека силниот ветер кој го зафати Скопје, Штип, Струмица имал јачина на ураган. Општините во меѓувреме ги собираат пријавите и прават проценка на последиците, пошто ќе следи постапката за надомест. Дејан Трајковски. Она што го остави невремето позади себе се уште се расчистува, се санираат кровни конструкции, се расчистуваат паркови. Во градскиот веќе започнаа да се садат и нови дрвја на местата на оние кои силниот ветер ги откорна. Таму ќе никнат 60 нови јавори и јасени. Во меѓувреме се пребројуваат и штетите, а допрва ќе се утврдува колку ќе треба да се издвои за обештетување на граѓаните ширум државава. Премиерот Мицкоски апелираше до граѓаните да пријават во општинските комисии за да добијат надоместок согласно законот и прописите. Тие ќе направат проценка и веднаш во комитетот за проценка на штети ќе ги достават до владата, а ние согласно закон и пракса ќе интервенираме и ќе ги обештетиме тие кои што ќе пријават штета. Така што еве апелирам до граѓаните да оние кои што имаат претрпено штета ги пријават тие штети, да излезе комисија, да ја констатира и да добиеме ние како влада повторно спецификација на тие штети за да можеме да ги обештетиме. Градоначалниците велат дека општинските кризни штабови и екипите се уште се на терен, се дорасчистува она што го остави невремето, а веќе целосно се ослободени сообраќајниците, велат тие. Во центар и аеродром веќе граѓаните пријавуваат штети. Ние ќе направиме проценки врз кои ќе ги обештетуваме и ние како општина, а истите проценки доколку бидат потребни и исплаќа финансиска помош и владата ќе бидат доставени до самата влада. Се уште немаме точна бројка на пријавени. Верувам дека истото ќе се случи во другите општини поради тоа што стигаат пријави и телефонски, но стигаат и по Вибер, стигаат и по мејлови. Сето тоа ќе се сумира во текот на наредната недела. Во однос на пријавување на штети веќе објавивме јавен повик сите оние кои што имаат претрпена штета да достават пријава на соодветен образец до општина Аеродром, пошто комисија за утврдување на штети ќе излезе и ќе направи веднаш увид на лице место. Согласно најавите од страна на претседателот на владата ќе се вклучи во помош за надоместување на дел од штетите кои што настана поради невремето. Инаку, граѓаните треба да поднесат образец за пријавување на штета, каде се наведуваат основни податоци и опис на фактичката состојба. Во прилог треба да се достави и записник од МВР, што е потврда дека штетата е настаната како последица на невремето. Веднаш потоа излегуваат комисии, вршат увид и прават проценка, па проценката се доставува до влада, пошто следува обештетување. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.